Родители на 3-годишно дете кое е со нежно здравје уште од самото раѓање ќе треба да платат казна од 300 евра затоа што побарале одлагање на вакцина, бидејќи детето имало исклучително ниски параметри на хемоглобинот во крвта. Детето е анемично, хемоглобинот му е само 66, а треба да биде од 115 до 175. Но докторката кај вакцините не убедуваше дека тоа не било ништо, за разлика од неколку други лекари кои ни го кажа токму спротивното. Ни рече таткото на детето Владимир Швацов. Да е ниска граница, че биде 115-110 пример, не е проблем. Ова најниската граница е дупло послаб и матичната и рече не чини слаб имунитет, железо таму, анемично детево, вика, појдете да си знаке вакцините, да не одите, да знае дека е тоа, да одложа пример. Пошла женава со детево, нема гајле, и рекла, јас гарантирам. И токму овде настанал проблемот. Според Швацов, бидејќи мајката не се согласила детето тогаш да ја прими вакцината, била принудена да потпише како трајно да ја одбива, иако всушност барала само одлагање. Докторката ја условила со враќањето на здравствената книжка. Ни вистина 2 недели не помина, од инспекторато, Кити, мислам инспекторката се вика, од Фондот за здравство, ми стигнува казна. А заборав да напоменам, ми рекла нема гајле вакцинава за тетанус, јас гарантирам. Ко стигна казна, видовме дека не е само за тетанус и плюс други има 5 болести, значи 6 валентна е. И со слаб имунитет, не знам, не е во ред, не ми е некако сватливо. И сега всушност инспекторкава допред да појдам из Скопје ке што го пренесува документот, не зна дека детево со слаб хемоглобин 66. Тие зна дека ние сме пример богаташи, имаме многу пари, че дајме пари без да не го вакцинираме детево. Не пишува нигде дека е слабокрвно, анемично. Швацови тврдат дека не се против вакцинирањето. Велат затоа и редовно се јавувале во вакциналното одделение, особено оти нивното синче е со нежно здравје. Ама во никој случај не очекувале дека ќе бидат казнети оти побарале одлагање, ако е било по препорака на лекарите. Од инспекторатот им кажале дека доколку детето го вакцинираат до 13 октомври, казната ќе им била поништена. Но родителите се загрижени што детето и во моментов било болно.